Измама или непотполни документи. Осигурителна компанија пресметала срамно ниска оштета, се жалат земјоделци од Делчево. Според нив, процената на настанатата штета кај овошките била нереално ниска и манипулативна. Ми дадоа 50.000 проценка, некаде по проценти ми е од 530.000 вредност на сумата на осигурување, по проценти 42%, 216.000, во самата полиса 105% франшиза и други работи нема во полисата со кои треба да надбиват сумата, па некаде и од тие делот што е за владата да го плати 60% дека ќе ги одбијат парите и износот што јас бивам платено, па некаде од 216.000 нема да земам и 10.000 денари. Сумата е некаде околу 3.000 евра во микратата од осигурувањето. За висината на оштетата, земјоделците реагирале кај компанијата со приговор, но досега не добиле никаков одговор. По ова, тие со писмо со повратница се заканеле со тужба, но назад не им се вратил ниту одговор, ниту повратницата. Земјоделците се лути и разочарани и обвинуваат дека целата кампања за осигурување на земјоделските посеви и овошки сушност се води за ќар на осигурителните компании. Ние како земјоделци од тоа немаме ништо бенефит. Тоа испаѓа дека владата го покрива процентот, ние осигуруваме само да им поминува штосот на осигурителните компании. Има луѓе, да речеме тука е колегата Драган, кој има осигурано посеви, кој не користи штети, парите се им добре дојдени. Кога ќе дојде ред да користиме штети, катастрофална е состојбата со проценката и со исплатата на штетите. Кога ќе дојде ред да користиме штети, немаме заштита ниту од Министерството за земјоделие, ниту од други институции, не знаеме кај да се обратиме, дали има државен ревизор некој кој е над компаниите. Тоа се случува со пресметките на сите земјоделци во Делчево кои имаат осигурано оваа година. За обвинувањата на земјоделците, телевизија Стар побара одговор и од конкретната осигурителна компанија. Оттаму излегоа со следново образложение. Пресметката за надомесна штета е базирана врз основа на три основни компоненти: полиса како договор за осигурување, со сите основни клаузули и франшиза наведена во истата. Две од општите и посебни услови кои одат кон полисата врз основа на која е склучен договорот и секогаш се придаваат заедно со полисата, и три согласно позитивните законски акти, односно подзаконски прописи издадени од влада на Република Македонија за тековната 2018 година. Секоја од странките е известена за пресметката благовремено со достава на спогодба за надомесна штета или начинот на пресметката е прецизиран во одлуката од второстепена комисија, доколку истиот предмет е по приговор, односно правната поука наведена кон спогодбата. Стои во реакцијата од осигурителната компанија.